Доколку СДСМ се сигурни дека ќе победат на следните избори, тогаш зошто не прифаќаат нов изборен модел во кој победникот ќе добие бонус од 17 пратеници? Праша премиерот Груевски по експресното одбивање на неговиот предлог. Мене ме чуди зошто тоа го направија, зошто тоа го прави партијата, која што самата прокламира дека ќе биде победничка. Значи, ако самата прокламира дека ќе биде победничка, еве, ние и даваме можност, откако ќе победи, да добие плюс 17 пратеници гратис, за да формира стабилна влада. И тие тоа го одбиваат. Дали затоа што реално не веруваат дека ќе победат, или нешто друго е во прашање, нека процени јавноста за тоа. Не гледам што е поврзаноста со пописот и мнозинскиот модел или пак другиот модел на пропорционалниот модел, затоа што и за едниот и за другиот позитивно е ако имаме попис, меѓутоа и без попис работите се одвиваат со една нормална динамика. Експертите категорични дека Заев и Шекеринска знаат дека ќе ги изгубат наредните избори и затоа не го прифаќаат предлогот. Политичкиот аналитичар Александар Пандов вели дека со одбивањето на предлогот за 17 пратеници повеќе за победникот, СДСМ практично признава дека се подготвува за пораз на априлските избори. Предпоставувам премногу јасно дека на наредните парламентарни избори на 24 април ќе бидат губитници повторно и дека тие 17 пратеника нема да идат на нивно конто. Да е било како обратна сценарио, предпоставувам дека ќе им биде крајно прифатливо и дека е крајно логичен да го прифатат тој предлог, затоа што со самото тоа ќе биде на добит не само победничката партија, ќе биде на добит Република Македонија, ќе имаме стабилна влада. Пратеникот на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски коментира дека освен стабилна влада, воведувањето на мнозинскиот модел ќе донесе и поголема локална репрезентативност на пратениците. Со предлогот за 17 пратеници плюс, кој што морам да потенцирам, не е измислица во Македонија. Туку е систем кој што постои во други европски држави. Го има во Грција, го има во Италија. Се стабилизира политичкиот систем во смисла на шареноликоста која што ја има. Она што е битно за мнозинскиот систем е тоа дека ќе се дозволи локализирање на интересите на граѓаните преку конкретни пратеници. Односно, граѓаните во Велес ќе знаат за кои личности гласаат, граѓаните во Битола ќе знаат за кои личности гласаат, граѓаните во Крушево ќе знаат за кој човек гласаат. Со пропорционалниот модел кој што го нуди СДСМ имаме елитизирање на политичката сцена и за жал еден термин ќе употребам, скопјанизирање. Димовски додава дека предлогот на СДСМ практично нема да им донесе ништо ниту на малите партии, кои сега се представени во собранието со 17 пратеници. А доколку Македонија стане една изборна единица, тоа би одело со цензус од 5%, кој никоја помала партија не може да го помине.